Мајка ми и татко ми досега требаше да бидат овде. Сигурен сум дека се е добро. Тоа е малку дошт. Мамо? Здраво, Душа. Татко ти и јас доаѓаме. Патиштата се ужасни вечерве и не сакаме да ризикуваме. Мамо? Ало? Мамо? Што се случува? Мамо? Спорта си од свет, за сите времења. Божиот почиве, супер книга. Осана, супер книга скоро. Осана, супер книга скоро. Мамо? Мамо, таму си? Ела, добро сме. На хаубата падна гранка од дрво. Што? Добро сме, Душо, но ќе ни треба влечна служба. Сигналот е лош, ела, ми треба твојата помош. Јави се во гаражата на Смити да пратат влечна служба на аголот од... Мамо? Каде? На кој агол? Мамо? Се извинуваме, вашиот повик не може да се реализира во овој момент. Во неволја се. Ама не знам каде. Малку полека, Ела. Полека ми велиш. Тие сметаат на мене, Лука. А јас не сум добра кога... Не знам, кога некој смета на мене за вакви работи. Не ме бидува за вакви ситуации. Супер книгата! Не можам сега никаде да одам. Моите родители треба да бидат спасени. Ве водам да запознаете човек кој не бил првиот избор за една многу голема задача. Гис, те молам провери каде се наоѓаме. Изгледа стигнавме во земјата на Офра, некаде помеѓу 1400 и 1000-тата година пред нашата ера. О, детектира ми мала група војници кои одат во наша... Лука, ела? Ве молам, не смеете да правите звуци. Шш, особено не тој звук. Сосема ги изненадивме. Мадијанците ќе не слушнат. О, тоа беше добро. Како само бега од нас, како само бега уплашени од нас. За нас. Добро беше. Кои се мадијамците? И зошто толку се плашиш од нив? А? О, мадијанците ја окупираа нашата земја. Ги крадат нашите стада за да ја прехранат својата војска. Остани долу. Гидеон, О, тоа е мојот слуга Фура. Гидеон. Мадијамците одат од куќа до куќа и го крадат лебот од масите. Сме се запознали ли? Јас сум Ела. Ова се Лука и Гизмо. Фура, оди до моето семејство за да можат да јадат. Може би новите пријатели ќе ми помогнат со вршењето. Да, секако. Што е вршење? Тоа е разделување на добриот дел од житото од каколот. Изгледа како многу работа за еден сендвич. Ау! Ќе го земам житото што го сокривме во близина на дрвото. Мислите дека супер книгата не доведе овде да го запознаеме Гидеон? Да, ако треба да ја научиме историјата на житото. Па супер книгата рече дека ќе запознаеме некој кој бил последниот избор за работата што Бог сакал да ја заврши. Да, не е баш некој херој, нели? Вау! Дечки, кој е оно што зборува со Гедеон? Од каде се појави тој?
Бог е со тебе, о храбар јунаку. Господару, но ако Јехова е со нас, зошто не снајде сето ова? И каде се сите негови чудесни дела за кои ни раскажуваа? Татковците ни велеа, не изведе ли Бог од Египет, а сега Бог не напушти, не предаде во рацете на мадјамците. Оди со твојата сила и ќе го спасиш Израел. Јас те праќам. О, Господи, со што јас ќе го избавам Израел? Мојот народ е најслаб во Манасија, а јас сум најмал во куќата на татко ми. Јас ќе бидам со тебе и затоа ќе ги поразиш мадијамците како да се еден човек. Ако навистина ќе ми помогнеш, дај ми знак дека ти во моментов зборуваш со мене. Не оди си додека не се вратам кај тебе и не ти донесам дар. Ќе останам овде додека не се вратиш. Деца, дојдете! Земи го месото и безхвастните лебови, па стави ги на овој камен, а чорбата истурија. Него го снема. Севишен, Господару Бог, го видов Твојот ангел лице в лице. Имај мир. Не плаши се. Нема да умреш. О, супер книга! О, не! Следува временски скок! Чекај, чекај, каде одиме сега? Што ќе се случи со Гедеон? Добро, каде сме сега? Направивме краток скок напред во времето, но изгледа сме на истата географска локација како и... Лука? Ела? Гизмо? Што се случи со вас? Каде бевте? Фура! Многу нешта се случија. Гидеон овде ли е? И тој се приклучи на војската? Да се приклучи на војската? Ха! Тој ја контролира војската. Дојдете, ајде да видите сами. Вау! Гидеон управува со сето ова? Навистина далеку дотркал? Дојдете, ќе се израдува да ме види. Капетане, имате гости. Здраво, Гидеон. О, пријатели мои. Вау! Изгледа како сите во Израел да се со тебе, Гидеон. Не сите, но има многумина. Може би, но ни оддалеку немате толку колку што имаат тие. Тоа е мадијанската војска? Мадијамците ја преплавија нашата земја како скакуци. Ке треба двојно поголема војска од нашата за да ги избрка. А утрово Бог ми кажа дека имам дури премногу луѓе. Што? Тоа е невозможно. Според моите инфрацрвени и термални отчитувачи, војската на Гедеон моментално брои 32.000 војници. А Гедеон што толку кажа дека наскоро нема да бидат ни толку? Тоа изгледа невозможно. Луѓе на Израел, Бог ми кажа, имаш премногу војни со тебе. Гедеон, си полудел ли? Требаат повеќе луѓе.
Медијамците имаат илјадници војници. Повеќе војници е подобро за во битка. Повеќе луѓе, не помалку. Дајте ни уште луѓе. Ни требаат повеќе. Односно да го зголеми бројот на Слушајте ме! Рамани. Бог рече, ако сите се бориме против сојузот на Мадија, Амалек и сите други кои се со нив, Израелците ќе ми се фалат, дека се спасиле со собствени сили. Затоа кажете им на луѓето, секој кој се плаши, нека ја напушти планинава и нека се врати дома. Што е ова што се каже со ова? Не разбирам. Ова нема смисла на вистина. Ова нема никаква смисла. Си одиме дома. Не ми се верува што правиме. Сигурен си ли дека така треба Гедеон? Знае ли што прави? Денес си заминаа 22.000 луѓе. Тоа значи дека на Гидеон му останаа уште 10.000 луѓе. се уште има премногу народ. Одведи ги на водата, па јас таму ќе ги испитам и ќе утврдам кој ќе оди со тебе, а кој нема. Зошто мислиш дека Гедеон ги повика сите војници кај изворот? Сигурно е некаква војничка вежба. Јас мислам дека е тест за издржливост. Може би ќе мора да се тркаат преку реката, а тој ќе ги задржи најсилните. Или да види кој подолго ќе издржи во вода без див. Сите мора да се напијат од изворот. А? Да се напијат од изворот. Подели ги луѓето на две групи. Во едната стави ги сите оние кои пиеја вода од рака, принесена до уста со јазикот како кучиња. Во другата стави ги оние кои клекнаат долу да ја пијат со устата на изворот. Не разбирам како Гедеон ќе утврди од кои луѓе да се ослободи врз основа на овој тест. 300. Што? Само 300 пиеја од своите раци. Бог ми кажа, со овие 300 ќе ве избавам и ќе ви донесам победа над мадијанците. Сите други прати ги дома. Што? Останаа само 300. Невозможно е Гедеон и 300 луѓе да победат илјадници војници на медијамската војска. Но не ако јас конструирам плазма зрак со гама топ од овие смоквини дрва. Хајде, Лука, држи ми го метрото. Гедеон, изгледа дека шансите се против тебе. Морам да верувам дека Бог ќе ми го покаже патот. Иако и за мене ова е многу тешко. По природа таков сум, несигурен и секогаш мислам дека нешто не е можно, наместо да верувам дека е. Да, понекогаш и јас сум таква. Кога Бог ме повика да ги отерам мадијамците од нашата земја, ми требаше многу уверување. А еве, на овој начин дознав. Не разбирам. Стана сигурен дека можеш да водиш војска заради парче волна? Не, заради него научив да верувам во Бога. Му реков на Бог, ако го спасиш Израел со моја рака, како што велиш, јас ќе ставам руно на гумното. Ако има роса само на руното, и ако земјата околу него е сува, тогаш ќе знам дека ќе го спасиш Израел со помош на мојата рака.
И тоа и се случи. Следното утро кога дојдов земјата беше сува, но руното беше влажно од роса. Но се уште имав прашање. Не пламнувај од гнев против мене. Само уште еднаш те молам. Дозволи ми да проверам што ќе биде со руното. Те молам само руното нека биде суво, а по сета земја нека има роса. И Бог така направи вечерта. Руното беше суво, но имаше роса на земјата. Затоа го чувам ова како подсетник на ветувањето на Бог, дека ќе ми го покаже патот. Земи, наметни го. Ќе те стопли малку. Сега мора да подготвам 300 луѓе, како да се 30.000. Разбуди се. Стани. Нападни го логорот, зашто го предавам јас во твои раце. Ако се плашиш, слези со Фура, својот слуга, и извиди го логорот. И слушни што зборуваат, па ќе се охрабриш и ќе го нападнеш логорот. Сонив сон и гледај, јачменова погача се тркалаше во мадијамскиот логор и дојде до еден шатор и така го погоди што тој падна, се преврте и се урна. Тоа може да значи само едно нешто. Бог на Гедеон, синот на Јоас, му подарил победа над медијамците и сите нивни сојузници. Тоа не е можно. Што ќе правиме? Ако си сонил како што велиш, готови сме. Сигурен си дека твоето толкување е вистинито? Станувајте! Станувајте! Зашто Бог го предаде мадјамскиот логор во ваши раце? Дај му овнов рог на секој човек. Дај им празни ѓупови со фахли внатре. Кога ќе стигнеме во непријателскиот логор, раширете си и обколете го. Потоа чекајте да дадам сигнал со мојот рог. Штом го слушнете, дувнете во вашите рогови и извикајте за Бог и за Гедеон! Што? Тоа е се? Факли и глинени ѓупови? Тоа не е план, тоа е декоративен мотив. Ова не е можно. Ги има премногу. Нема спас, обголени сме. Нападнати сме, бегајте! Успеа! Навистина делува! Не ми се верува, мадијамците се толку зборете што се борат едни со друг.
А останатите сакаат да спасат жива глава. Не ми се верува што се случува. Погледни ги, Гедеон, никогаш немаше да помислам дека ова може да успее вака. Веруве во Бога, Ела. Тој ќе ти го покаже патот. Си одиме дома. Поминала само една секунда. Гизмо, покажи ми мапа од градот. Во ред, тие доаѓаа од куќата на тетка Ферн. Тоа значи дека мора да поминале низ еден кањон. Еве овде. И? И? Има само еден дел од патот каде што дрвата се доволно близу за да паднат врз колата. Гиз, ми треба твојот ракетен модел 3000. Веднаш. Лука, јави се во гаражата на Смити и кажи им каде се упативме. Сигурна си во врска со ова, Ела? Ако Бог може да го искористи Гедеон да води војска, може да ме искористи и мене да ги спаса моите родители. Ене ги! Држете се, мамо и тато. Гизмо, Кука. Нема проблем. Ела, Тато, мамо! Душо, како и да успеа? Мислам, знаев дека ќе успееше. Само не знаев како. Да, па, изгледа открив дека луѓето можат да прават неверојатни нешта кога ќе се најдат пред еден голем предизвик. И кога Бог е со тебе. По завршувањето на битката, израелците му рекоа: Гедеон, сакаме ти да ни бидеш крал. Владеј со нас, ти и твојот син и твојот внук. Не, нема да бидам ваш крал. Само Бог е вашиот владетел.